Со цел да ги потенцираат главните проблеми со кои велосипедистите се соочуваат во главниот град. Млади ентузијасти од Сдруженијето Биди зелен креираа правилник за планирање, проектирање и изградба и одржување на велосипедската инфраструктура. Велосипедските патеки во главниот град некаде се притесни, некаде се пошироки, некаде со нерамен асфалт, а уште поголем проблем представуваат трабниците кои се превисоки и го невозможуваат безбедното движење по нив. Од Сдруженијето Биди зелен се надеваат дека овој правилник ќе биде внесен во урбанистичкото планирање на главниот град и дека ќе се создаде унифициран пристап во градењето на велосипедската инфраструктура. За град Скопје, за среќа, малце подобро од другите градови низ Македонија, бидејќи сепак имаме некаква велосипедска мрежа, ама сепак е далеку од идеално. Може да приметиме сега помина позади нас еден човек кој што со својот велосипед требаше да крши по скали и да се приклучи на висок равник, бидејќи блокирано му е влезот на велосипедската лента што му е иначе 3 метра, бидејќи има паркирани коли пред него. Проблеми има многу, ама прашањето кои се решенијата. Бидејќи например оваа велосипедска лента што е изведена пред неколку години, буквално оваа декада се уште, не се вика ни бојата не е избледена, ама веќе има скршени столпчиња, столпчињата се поставени премногу ретки и меѓу нив поминуваат автомобили да се паркираат на тротоарите на велосипедската лента. Велосипедската лента завршува во висок равник што е спроти нас и оној кој што движи сточак или тротинет мора да вози или по коловоз или симнат во точак па да се качи пешки на пешачката патека која што не е означена за велосипедска. Тоа се инфраструктурни проблеми кои што се секој ден соочуваме со нив и кои што не би требало да постојат. Правилникот содржи можни решенија за главните проблеми со кои велосипедистите се соочуваат во главниот град. Истиот е составен со помош на експерти од праксата и земен е примерот од големите светски метрополи кои на сосема соодветен начин ги имаат вклупено велосипедските патеки во самото урбанистичко планирање. Македонија е една од последните 3 земји на Балканот која нема донесен оваков правилник и секоја улица е приказна за себе. Решенијата се пред инфраструктурни, бидејќи инфраструктурата е таа што го моделира однесувањето. Ако сакаме некој да не прави прекршок, треба инфраструктурата да е поставена така да тој не може да направи прекршок. И токму заради тоа направивме ние овој правилник. Овој правилник за планирање, изградба, одржување и проектирање на велосипедска инфраструктура, каде што сите работи што ги кажав сега и уште многу други се детално објаснети. Например, која треба да е ширината на велосипедска лента, а која е само во една насока. Дали треба да биде 80 см тесна да не може да помине велосипедот, треба да е 150. Дали треба да е двонасочна па да биде 2,5 метра. Како се прави равник, како се заобиколува нешто, како се влегува во стамбена единица, паркингот во стамбената единица дали треба да биде низок кај што се врзува само на тркало или пак можеби висок во П форма кај што се врзува на 3 места точакот. Во овој правилник многу детално се објаснето, правене на база на европски и светски правилници и во склоп со сегашните закони и други правилници за да може веднаш да се донеси и да почне да се практикува уште од утре од донесување. Решението е вака. Утре градоначалник има 200.000 евра да реконструира улица. Не е тоа што решава дали ќе биде 6 метра коловоз и 20 см пешачка патека, туку правилникот донесен на државно ниво кажува треба да има заобиколување на автобуска станица што ќе иде позади станицата, нема да бидат во конфликт велосипедистите со пешаците што чекаат автобус. Проектантот ќе мора да готвори правилникот да види како е тука решено и нема да може да се прават импровизации, ниту пак да се одлучува самиот проектантот или градоначалник како ќе се гледа патеката, туку ќе мора да се следат светски стандарди кои што гарантираат безбедни градови и луѓе кои што можат да се движат независно од своите автомобили во тој град. Правилникот беше објавен минатата недела, а истиот е испратен до Министерството за транспорт и врски со цел велосипедските патеки да бидат соодветно вклупени во инфраструктурата на секој град во Македонија. Тоа беше прomовиран во вторник 29. Од тогаш го пратевме на повеќе институции, кои што главно Министерство за транспорт и освен нека вербална комуникација со некои од своите вработени, немаме никаков одговор дека Министерството за транспорт го разгледала и го земала предвид. А тоа е многу важно бидејќи овој правилник треба да влезе како посебна точки, извадоци од него, во правилникот за урбанистичко планирање, кој што закон за урбанистичко планирање се смени пред неколку месеци и сега мора да се менува и правилникот и ние бараме да биде таму внесен. Така да веќе кога знае како се менува тој правилник, многу важно е сега Министерството да прими, да го разгледа, за да може потоа да ги имплементира работите кои што се решени тука како решенија за иднина.
Ако се донесе овој правилник, секоја наредна сообраќајна инфраструктура низ Македонија ќе мора да има велосипедско решение. Независно дали е булевар, малска уличка, обичен паркинг или велопат кој поврзува градови. Да се надеваме дека на оваа иницијатива што побрзо ќе има одговор на надлежните и нема да дозволиме секоја следна улица да биде приказна за себе. Со тоа што за секоја следна сообраќајна инфраструктура ќе има планирање на просторот и изведување на квалитетна велосипедска мрежа.